ВМРО ДПМН вреди, знам, ја потврдија доминацијата на овие локални избори. 65 градоначалнички места од вкупно 81 градоначалник. Изед меѓути, еден од фронтмените на движењето Вреди, гостин во ова издание на Трилинг, важи за еден од најзаслужните за големата победа на коалицијата предводена од Влен, а чии фронтмен е токму Изед меѓути. Господин Меѓути, што беше предизвикот да влезете повторно во Чаир, во општина Чаир, каде што до сега 3 пати со овој мандат нов, 4ти пат ќе водите општината? Прво, ако се гледа од позиција, деградирање. Од први вице-премиер на градоначалник на Чаир, ако гледам по функции, по позиции, но сликата беше многу поголема. И тоа ја наметна Аки или Дуи. Ние цело време зборевме дека со овие парламентарните избори завршија, Влен е победник и сега одиме на локални избори, локални теми, локални решенија, локална платформа. Они цело време играа на референдум, на легитимитет, на големи српски свет и не знам, за се збора не за општините. Ние не се дефокусиравме цело време, значи обстоевме на нашата агенда, но моментот кога нивната стратегија беше по секоја цена Тетово, а посебно Чаир, другото е небитно. Затоа ние одговоривме на овој предизвик. Ја не сум од тие што седам од страна, значи во случај да изгубиме некако да се шалдувам, туку го прифатив тој предизвик и испаднав да се мерам. Гласачите да одлучуваат за кои политики ќе дадат поддршка. Резултатот е овој, значи легитимитетот е апсолутен во корист на Влен. Влен раководи веќе со 10 општини, урбаните општини ги има, така да... Од 9 со се струга сте 10 градоначалнички места. Дали лидерот на Дуи Али Ахмети или некој од водството ви ја честити победата? Не. Ни јавно, ни приватно. Дали ова е почеток или крај на демонтажата на Али Ахмети? Мислам дека крајот е од поодамна, од 2016 година, но гласачите гласа анти-Дуи. Мислам во албанскиот кампус. Зборувате за периодот кога се создаде таа така наречена огнена струја? И пред тоа. Значи превирањето во Дуи, дали да се формира влада со Заев или да се продолжи со Груевски. Што ја приличашата меѓу Изет Меѓити и Али Ахмети? Па мислам дека од тогаш почна, бидејќи да не беше меѓународниот притисокот од албанците, притисокот од групата внатре, значи што бевме, тогаш не бевме огромна група, бев со Бејта, со Тарифи и некои други, што по секоја цена ние баравме да се заврши, значи, соработката со Груевски и да се отвори нова страница. Но сакам да кажам, тие што ги познаваат приликите, албанците и тогаш гласа анти-Дуи. 85.000 гласови доби Дуи, 120.000 гласови доби албанската опозиција. Но албанската опозиција, значи, беше виновна што беше расцепкана и со 120.000 гласа заради Дантовиот систем доби 10 пратеници, а Дуи со 85 доби 10 пратеници. Сакам да кажам дека од тогаш албанците гласаа за промени, сакаа промени. Проблемот беше кај опозицијата. Јас се обидов внатре во Дуи негде 7 години, ја водев битката внатре. Ги искористив сите можности. На крај дадовме и креативна идеја, значи да обстоиме внатре во Дуи како фракција со размислување поинаку, но и тоа не го дозволи Ахмети. Почна да ги разрешува директорите, мене како председател на Огранок и другите. И тука ни се поделија патиштата од 2020 година и мислам дека сега се заокружи тоа промената. Во неколку мешани општини. И за жал, значи, Дуи веќе нема капацитет за реформи. Ги изгоре сите, мислам, сите играчи кои што ги имаше внатре во Дуи, сега е сам. Нема играчи за битки, за политички битки.
И мислам дека Дуи веќе оди сигурно кон патот на ПДП. Дали очекувате престројување и прекројување на собраниската сцена, говорам, можно приклонување на делот интегративците во делот на вашиот кампус? Може и очекувам, но тоа ќе биде индивидуалци кои што ќе се приклучат на мнозинството. Може од интегративците, може од двете алијанси. Вие денови спомнавте дека можно е влесна Зијадин Села, меѓутоа многу брзо ве демантираше тој. Не беше така, мислам дека беше извадено од контекст. Прашањата беа дали Таравари, дали Селја, дали друг. Тоа што можам да кажам со сигурност дека Аки, не знам и како да го проведеме, веќе често ги менуваат имињата, нема да обстојат. За скоро време, значи наредниот период, тие ќе се поделат, така да секој ќе си бара свој пат. Во неколку мешани општини изборот на така наречените албански градоначалници победи со прикриена поддршка на ВМРО ДПМН, но стигна одредени забелешки на ваша адреса дека изостанала поддршката од Влен, особено при изборот на градоначалникот на Скопје Орце Георгиевски. Каде завршија гласовите на Башкин Бакију, да речеме? Вака, тие гласови ги немаме во джеп, значи или во кутија негде и да ги носиме. Сепак тие се гласачи кои сами се определуваат за тоа. И јасно е дека мотивацијата за вториот круг, кај што има два кандидати албанци, потешко оди гласач македонец да гласа за едниот од нив. Како што истото е, значи, и кај албанциве, кога се двајца македонци немаат мотивација, не е некој член од негова партија, и тоа го има, значи, и во Тетово, и во Скопје, и во сите делови. На крај крајава и добро така што се случи, че требаше да ги имаме сите 80 општини и тогаш немаше да има демократски процеси, немаше глас на опозицијата, немаше граѓаните нема да има прилика да споредуваат градоначалник на Влен и градоначалник на Дуи, градоначалник на ВМРО или градоначалник на СДС. Се губи смислата во тоа. Точно е дека нема ништо ново од 90-тите до сега. Владините партнери се помагаат, како што и опозицијските партии се помагаат, значи во одредени општини. Точно е дека негде има помош од ВМРО, како што има и помош од Влен за ВМРО. Можеби во овие околности нема толку потреба, дека СДС е многу долу, но може понатака, значи, да бидат други околности, ќе имаат повеќе. Но и сега можам да тврдам, како што сме благодарни, значи, за некоја помош од ВМРО, така да и одредени општини е видлива и нашата помош. Пример, Чучер Сандево, Крушево, Карпош, многу битни и влијателни беа гласовите од Влен. Господин Меджити, најавувате прекројување на силите во собранието. Дали тоа значи дека нема да биде проблем обезбедување на Бадентерово мнозинство? Не. Па во принцип и до сега не беше проблем, кој знае каков проблем, но од сега натаму мислам дека и Бадентеровото мнозинство ќе биде со мнозинството. После ваков убедлив триумф на владината коалиција се поклопува и со извештајот на Европската комисија, сериозни критички забелешки. Оправдани ли се забелешките од Брисел? Системски слабости, целосна стагнација на државата? Да, сериозно мислам ќе се анализира, се вадат заклучоци и ќе се преземат одредени, мислам, мерки за подобрување. Зошто потврли владата во овие изминати 15 месеци? Бидејќи Брисел има сериозни забелешки во тој дел. Мислам дека забелешките ги имало секогаш и тоа за подобрување на системот. Владата се соочи со лошо владење во минатото, со последиците од тоа. Прво, второ, значи од избори на избори, сега ќе имаме подобра атмосфера, значи постабилни води за да се посветиме на тие работи. Дали тоа значи дека, имајќи во предвид дека сега имате апсолутна власт и на централно и на локалниот ниво, значи всушност дека сега нема да има никакво оправдување за евентуалниот застој? Така е, и поголема одговорност.
ќе се одважите како владеачка гарнитура да направите значителен исчекор во делот на евроинтеграциите и конечно да го деблокирате македонскиот пат кон неу со тоа што ќе донесете, односно ќе ги изгласате уставните измени. Значи, тоа е во највисоките приоритети на ВЛЕН. Секојдневно сме посветени, значи, во комуникација и со нашите стратешки партнери и сакаме да го помогнеме процесот што побрзо биде, тоа е единствена алтернатива за државата и граѓаните. Имате временска рамка, како влада ве прашувам, конечно да ги изгласате уставните измени? Работиме на тоа. Временска рамка ве прашувам. Ќе седнеме сега, ќе видам. Има подготвеност кај премиерот за отстапки и изгласување на уставните измени? Во никој случај не сум слушал дека нема волја за тоа, само бара дополнителни гаранции да нема други барања во текот на процес. Кичево го означуваат како повторно освоена тврдина на македонштината, дали со симнувањето од власта на Фатмир Дехари, Османи, Байрами во Тетово, се стега обрачот и околу Али Ахмети. Околу Кичево овие беа локални избори. Значи, за прв пат Чашка има градоначалник албанец, Долнина има албанец, Брвеница и Кичево имаат градоначалници македонци. И јас користам прилика, значи, апел до тие градоначалници да бидат во функција на сите граѓани. Бидејќи тие се на крај крајва градоначалници, татко на општините и мислам дека треба да мислат за сите. Не треба да влезат во такви води. А во однос на Дуи, значи, ќе го повторам, жалам што е во вакво дередже, во ваква ситуација, но мислам дека веќе немаат ни енергија, ни волја за длабоки реформи. И, значи, жалам што и Дуи, како и другите албански политички субјекти, доаѓаат во таква ситуација што веќе не одат напред, туку од движења, од големи партии полека, значи, се уситнуваат. Какви се вашите предвидувања дека Дуи ќе исчезне од политичката сцена? Не ги чека добри денови. Мислам, Дуи од тоа што беше 2002 на почетоците, партија на идеалите, партија, значи, со големо мнозинство кај албанциве, денеска е партија со добар дел од претседателството во црните листи американски, со големи коруптивни скандали, сега и губитници, мислам дека Дуи се во слободен пат. Ки ги легализирате или ки ги уривате дивоградбите? Една од темите што... Или ќе носите нов закон за легализација на... Вака, значи, ова во повеќе наврати сум го објаснувал до сега. Прво тврдам дека нема ништо незаконски. Значи, во Чаир се плаќаат комунали 130 евра, што се најскапи комунали на ниво на државата. Значи, се идентични со тие што се плаќаат во центар, па дури во центар имате во водно згради по 7 евра имаат платено комунална такса, каде што оштетен буџетот на градот Скопје и општина Центар, зборам за колективни згради и тоа до хотел Панорама. Такви случаи немате во Чаир. Има такви случаи во Сарај и тоа ќе се потврди сега со новата власт во Сарај. Значи, токму тоа го правеа во минатото другари или друштвото на Данела Арцовска. Прво. Второ, на ниво на државата имало дивоградби, значи, која не биле под надлежност на општините, туку било под надлежност на транспорт и врски, зборам пред 2005-та. И, пример, во Чаир цела Дижонска била дивоградба од времето на комунизам и проблемот стигнал до Београд да се реши како проблем. Значи, трето, на ниво на државата има негде околу над 400.000 објекти дивоградби. Ако помножиме тоа по 4 члена од семејството, ќе испадне дека нема семејство во држава што нема нешто, значи, изградено во минатото, нешто дивоградба, дали шупа, дали куќа, дали стан. Значи, тоа е проблем, системски проблем. Ние треба да мислиме што ги потикнува луѓе кои на крај плаќаат исти комунали, исти давачки да се одлучат за дивоградба.
Мислам дека треба да се работи на законот за градба и на други процедури, но сакам да кажам дека тоа што ја почна кампањата Данела, Блерим, Ахмети, значи не беше во функција или не беше замислата за Чаир и дивоградите. Значи замислата беше како да се вратат и да обстојат на власт и да бегаат од одговорноста. Така да сакам да резимирам. Нема ништо посебно во Чаир во однос на другите општини. Напротив, Чаир е 6-та општина на ниво на град Скопје по дивоградби, е 9-та општина на ниво на државата по дивоградби. Ајде да ги решиме прво овие 5 во Скопје, 9 во 8 други и тогаш ќе го решиме по ист терк и во Чаир. Благодарам за гостувањето и интервјуто. Благодарам и на вас.